Добар ден на сите. Задоволство ми е што денеска и од Радовиш можам да ја испратам пораката за обединување и пораката за вистинска одлука на 30 септември. Нашата татковина Македонија помина низ убави, но и низ многу тешки моменти. Се мачевме заедно, стравувавме, видовме што значи да си сам и оставен од останатите. Видовме што значи да државата да биде изолирана и да нема перспектива. Затоа плативме голема цена. Сега ја добиваме шансата да го надоместиме пропуштеното. Ја добиваме шансата Македонија да стане членка на НАТО и да почне преговори со Европската Унија. Ја добиваме шансата да бидеме дел од двата најмоćни и најуспешни сојузи. Тоа се земјите каде што бегаат нашите деца и млади. Тоа се земјите кои што имаат подобри услови за живот. Тоа се земјите кои создаваат поголеми шанси за своите млади. И наместо да ни бегаат младите таму, добро е ние, Европа, НАТО, да ги донесеме тука во Република Македонија. Македонија и денеска, и општина Радовиш, добиваат сериозни средства од Европската Унија. Погледнете, само 5 милиони евра се дадени во општина Радовиш за еден од крупните проекти. Факт е дека Македонија буквално секој ден добива околу 260.000 евра неповратни средства, не се тоа кредит, подарок од Европската Унија. Меѓутоа, кога ќе споредите колку пари им се ставени на располагање на општините, на граѓаните, на бизнисите во Хрватска или во Словенија кои се веќе внатре, ќе видите дека е тоа шанса која Македонија не смее да ја испушти. Тоа значи дека европски пари ќе можеме да искористиме за улици, за бизниси, за подобро платени работни места, за подобро образование, за подобра социјална заштита. Европската Унија е пример како државите можат подобро да се грижат за оние кои што се социјално загрозени, за оние кои што се посиромашни и да обезбедуваат подобри услови за живот за сите. Најпатриотскиот чин во овој момент е да направиме се Македонија да стане дел од тоа семејство. Македонија да обезбеди повеќе пари за своите млади и Македонија да обезбеди повеќе пари за економски и социјален развој. Она што го направивме во изминатиот период е фокус на домашните реформи, но и решавање на нашите сите билатерални прашања со соседите. Договорот со Грција ни дава шанса на европско и светско ниво да го заштитиме нашиот македонски идентитет и да го заштитиме, потврдиме, засилиме нашиот македонски јазик. Многумина напаѓа, велеа дека тоа не е точно, меѓутоа пред неколку дена можевме со своји очи да се увериме што значеше овој договор и што значи оваа шанса. За прв пат во нашата историја како независна држава, премиерот на Република Македонија Зоран Заев имаше шанса да говори пред целиот Европски парламент, да добие аплаузи од страна на сите пратенички групи во Европскиот парламент и тоа да го направи на македонски јазик. Ова е само почетокот. Со членство во НАТО и во Европската Унија, нашиот македонски јазик ќе стане рамо до рамо со најголемите, најважните, најчесто користените јазици како официјален јазик и на Европската Унија. Тоа е она што и го должиме на Македонија и тоа е она што македонските граѓани ќе го потврдат на 30 септември. На 30 септември одлуката ќе ја носат граѓаните на Република Македонија, тие ќе носат одлука за својата земја, меѓутоа одлуката ќе ја донесат само оние кои што ќе го искористат своето право на глас. И затоа повикуваме на голем одзив, повикуваме на поддршка на нашата амбиција да станеме членка на Европската Унија и НАТО, повикуваме Македонија да ја направиме безбедна и подобра земја за живење.